се гледа дека тогашната власт очигледно била многу изненадена од тие резултати. Пошто ако земеме предвид дека војната заврши крајот на 1918 и тогашната власт излезе како победничка, значи на крилата на победата на Антантата, нели? Интересно е како комунистите успеале за толку мал период да постигнат таков резултат. Пишува кога ќе се поднапиел, ангажирал по 3 пајтони. Во едниот го оставал својот махагонски бастун, во другиот чеширот, а во третиот пајтон тој со музиката шетал низ градот. Во периодот јули-август 41 диверзантски акции во Радуша, рудникот. Веќе почнува да се создава таа илегална работилница на бомби и пеколни машини и така некој што е наречено, што постои тој како музеј позади сегашниот археолошки музеј на Македонија, една мала работилница. Значи активности има, а понатаму него ќе го обвинуваат дека бил пасивен, дека не повикал на востание, а официјално почнува востанието од 22 јуни 41 кога веќе и Германија го напаѓа со СССР и кога веќе од таму директивата е дека треба да се излезе. Фашистите се непријатели. Дека ние постфестум кога обвинуваме некого, на некој начин монархофашисти имало и во кралството Југославија. Која е разликата меѓу монархофашистите што ќе дојдат од Бугарија? Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велиу, а вие гледате Д-програма, серијал на историски теми кои што се значајни за народите во Македонија, но исто така и за народите на Балканот. Денес се враќаме во нашето студио, кое што се наоѓа во социјалниот центар Дуња во Скопје, и го завршуваме едукативниот дебатен караван кој што го започнавме во Битола, а продолживме во Куманово. Општата тема на денешната дискусија е Скопје меѓу двете светски војни, окупацијата на Скопје, ослободувањето на Скопје, но и како обичниот човек пред 100 години тука ги доживувал некои процеси, односно културните и политичките процеси. На ова тема денес ке разговараме со другарите Александар Митров, кој што е туристички водич, и другарот Зоран Василиски, кој што е ентузијаст во историската наука. Здраво, другари, добро дојдовте. Добро, здраво. Александар, прво би почнале со тебе, еве како туристички водич, можеш малку да не кажеш што најмногу ги интересира тука туристите кога доаѓаат, чие културно наследство е попривлечно? Дали тоа од Османлиската империја, да кажеме, што е останато, или па тоа од кралството на србите, словенците и хрватите, или па од новата Југославија? Интересно прашање. Од моето досегашно искуство со туристи од 2014 година, можам да кажам дека тоа што највише ги интересира и што им повикува внимание е тоа очигледното, значи културното наследство од владењето на Груевски, односно Скопје 2014. За тоа прашуваат најмногу дека таму има многу историски личности, па преку тоа ќе се запознаат кој владел одреден период со Македонија. Иначе ја имам слобода како туристички водич да им раскажем од една приказна за Македонија, ја сублимирам, ама ја опфаќам, значи од неолитот па до ден денешен. Сега, тоа што ги интересира највише као прашања и подпрашања, ги интересира за периодот на Југославија, дека им е екзотично главно тоа да дознаат како се живее во тој период. Ги интересира секојдневното живење денеска,
каков е стандардот на граѓаните. Ги интересира Александар Македонски, дали бил грк и така натаму. Тоа се некои главни прашања што ги интересираат. Иначе, туристи као туристи ги интересира кај има добра храна, кои се национални производи на Македонија, кои се традиционални јадења, пијалоци и така натаму. Значи, тоа е тоа што го интересира туристот. Не се толку запознани за историја, но јас се обидувам на интересен начин целата историја да им ја прикажем. Многу ми се благодарни од после кога ги слушнат, ќе ги сватат процесите на Балканскиот полуостров и формирањето на Југославија и на првата македонска држава и на македонската нација. Тоа им станува јасно и затоа ми се благодарни на крај кога ќе чуат, иначе не знаат што ќе ги очекува во Скопје кога ќе дојдат. Нормално, да. Сега да влеземе малце по детално во темата. Дали имаш некои податоци како тука луѓето живееле пред 100 години на културен и на политички план? Како го доживеале тој распад, да речеме, на Османлиската империја и доаѓањето на европеизацијата, условно кажано, преку кралството на србите, хрватите и словенците? Што се сменило, еве? Па пред 100 години, мислам дека е доста бурен период во Скопје. И Скопје живее еден модерен, современ живот, сличен на животите во европските метрополи. Комуницира Скопје и веќе има аеродром, има железница што го поврзува, така што доста настани има од тој период. И се јавуваат и многу авангардни правци во уметноста и дадаизам и надреализам и така натаму, и тоа веќе доаѓа и во Скопје е присутно преку многу сведоштва го гледаме. Не е изолирано Скопје. Не, Скопје не е воопшто изолирано. Скопје секогаш било некој регионален центар на одредена административна единица во различни империи. Претходно, последната голема империја е Скопје, центар на Косовскиот вилајет, и во Скопје е управната зграда, во Скопје се отвора и прва пошта во тој период. Значи, управната зграда е горе под Кале Рубин Кармин зградата, под Кале две жолти згради, знаете под Кале. Значи веќе тоаш доаѓа некоја европеизација на Скопје. Првата модерна улица е улица Македонија, тоа се вика Јениџаде, нова улица, што го спојува старото скопско јадро, значи турската чаршија, со железничката станица. Таму проаѓа улицата, таму се наоѓа и црквата Пресвето Срце Исусово, католичката црква, во која што е крстена мајка Тереза као бебе. Значи, туристи доаѓаат и во тој период. Сега да се задржам малку на меѓу двете светски војни или пред 100 години. Пред 100 години ја мислам дека мене ако ме праша некој кој ми е најинтересен период, ја би се вратил во тој период да живеам во Скопје. Сега како можам да го опишам Скопје, Скопје во тој период има градби кои што денеска кои се останати. Имаме реплики на Народниот театар, тоа е Народно позориште на Југославија, Народниот театар од 25-та година. Значи, она што е сега ново изградено е по образец, по слики на тоа. Па да, отприлика и офицерскиот дом што го прават сега. Има неколку згради од тој период. Арапска куќа, не знам дали знаете, хотел Јадран, кај што е онде в центар. Да, на Иван Артемушкин. Има Вилашка перда, има неколку згради што се од тој период, некој Ардеко Ризичева палата во центарот на Скопје, кај што дошол и првиот лифт 1926 година. И сега го опишувам малце Скопје како било, значи имало некои градби, филозофски факултет 1920 е отворен негде кај Ману се наоѓал, исто срушен. Имало Палата Правде, Палата на Правдата, исто кај што отприлика денеска судска палата и таа е срушена. Имало убави градби од тој период. Тогаш во Скопје е изградена и новата
сега стара железничка станица, но тоа била нова 1938 година. Има многу градби од тој период, нешто ќе заборавам. Сега, што е интересно? Интересно е дека се живее и поеколошки. Значи, Скопје живее со реката Вардар. На реката Вардар има плажи. Скопјани пливаат и уживаат во летните месеци на реката Вардар. Меѓу двете светски војни доаѓа европеизација на Скопје. Значи, културни вредности од Европа, ги спомнав некои надреализам и така натаму. Во Скопје се отвараат многу хотели, ресторани, бордели. Значи, некоја сексуална слобода. Се формира 1932 година Сдружение на нудисти, значи на плажите и нудисти имало. И се тоа е доста авангардно, ако го гледаме, за еден скок од отоманско Скопје. Во Скопје тој период слика и Никола Мартиновски, познат македонски сликар, нели? И во една од кафаните сликал акти, па после апсен од полицијата и така натаму. Иначе во тој период познато е и дека во Скопје живел Јоргос Зорбас, за него е направен филм од Грко Зорба, бил газда на неколку рудници во Скопје. Значи, спомнав индустрија, во тој период има и индустрија во Скопје развиена, неколку пивари. Кралството Југославија и странски инвеститори имало испече. Или то се фактички... Да, секако дека имало странски инвеститори во Така. кралството Југославија. Да. Секако дека имало во цела Југославија, а и во Скопје некои доаѓаат, меѓутоа има и локална главна буржуазија, односно странските инвеститори се главно преку заеми и преку банки, мислам. Сега, кога спомнав Зорба, он доаѓа од Грција, таму направил некое кривично дело, тука доаѓа со ќерка му малолетна и завршува на Скопските гробишта 41, меѓутоа е опишан како еден од главните ликови на боемскиот живот, со пајтони си доаѓал дома секоја за викенди со бузуки, со музика. И тоа е нешто што остава белег во тој градски живот. Сега тука збориме за друг богат скопјанец, некој Митко Манак, и пишува кога ќе се поднапиел, ангажирал по 3 пајтони. Во едниот го оставал својот махагонски бастун, во другиот чеширот, а во третиот пајтон тој со музиката шетел низ градот. При едно добро расположение, проаѓајќи покрај хотелот Загреб на бивша улица Принц Ѓорѓе, значи тоаше кралство Југославија, пак тие имиња Загреб. Значи се гаи и некој југославенски дух во тој период, ама во кралство Југославија. Значи на улицата Принц Ѓорѓе покасно се викала Генерал Темпо, ја прекинал музиката и застанал и запеал: Чика Мита лумпуе, хотел Загреб купуе. И на вистина слегол од пајтонот и во придружба на музика влегол во хотелот и му понудил многу пари на газдата да го купи хотелот. Значи имало многу големи богаташи, можеме да кажеме, што можеле да купат преку... А како настанале тие богаташи во тоа време? Значи, што правеле овие луѓе во Отоманска империја? Како настанале богати или биле богати исто и во тоа време? Значи, веќе во Отоманска империја има одредена манифактура, одредена приватна собственост. Има, например, Европа фабрика за бомбони е 1882 година. 1905 е првата бирарија, првата пивара. Така да веќе за време на Кралство Југославија има 3 пивари, меѓу нив е 1824 што е Скопска. Значи собственоста можеле да ја имат и христијани, така во... Да, апсолутно. Тие работи веќе се, мислам, од 1860 натаму кога се прават реформи, кога се прават тие реформи, имало така скопска буржуазија. Сега ние многу не ја познаеме скопската буржуазија, дека претежно е скопската буржуазија што ќе се покаже тука од власи, евреи и турци, грци и така натаму. Че првите пајтони и све тоа. И сега затоа спомнав еден друг ќе спомнам, Пепи и Џисто Ароести. Двајцата биле синови на богатиот скопјанец Соломон Ароести. Тие се евреи. И сега му дале многу пари за да студира во Лондон, за да оди да набави англиска стока од Лондон, кој што претходно е договорил татко му. Но он што направил, кога излегол од Скопје, уште на железничка станица викнал музика со него и по пат се време музика, пријателки, жени, значи ги трошил парите додека стигне до хедонизам, тоа е раскажано приказно. Значи имало доста
богаташи во тој период. Тоа може да се истакне. Но на твоето прашање, значи, да одговорам. И исто, зашто ми е интересен период, зашто би живеел ја, да кажем се, јас сум може таков романтичен секој што сум бил, зашто би живеел меѓу Прва и Втора светска војна, дека тоа што Скопје многу мултикултурно. За време на Втора светска војна ние ги изгубивме евреите, а центарот на Скопје тоа е со еврејско мало. Во тој период Скопје веќе почнува да се шири на кај Дебар мало. Дебар мало е може некој од работничките населби од што се у центар. И во Дебар мало има и еден од истакнатите граѓани на Дебар мало е Дане Крапчев, кој што ќе го формира клубот раднички, односно понатаму работнички, кој сега е култен кошаркарски клуб, а на почетокот бил и фудбалски клуб. Да, уште е фудбалски, ама без некој успех. Значи многу аспекти има во Народното позориште, значи во театарот се прикажува 36-та печалба Рио Антон Панов, 38-ма парите се отопувачка од Ристо Крле, значи тие битовите драми влагаат тука, се погодни, значи ги бира баш, да кажем, српскиот тој директор на театарот ги бира како драми кои што ќе остават впечаток тука на населението, значи има и работничка класа и такво размислување, има тие тенденции и претходно го спомнавме дека има таа свест. Сега како живеела работничката класа кога ги гледала сите овие како се изживуваат богаташите и какви сентименти има, не знаеме. Немаме може да претпоставувам податоци, ама знаеме дека има синдикални движења во тој период. Цветан Димов, Орце Николов, познати синдикални организатори во шивачкиот, како се вика во шивачката сфера, или во шивачката индустрија. Значи тоа е пак исто бурен период кај што има многу политички движења, македонски граѓани учествуваат на изборите, во различни партии и се случуваат исто превирања. Знаеме дека контра 4 во Македонија има и се во тој период се, значи, бугарски претходно имало и српски како контра 4, значи ги има тие влијанија кој ќе преовлада. И го знаеме атентатот на полицискиот началник Прелич од Марабунево, меѓутоа ја истражив за еден друг атентат 38 година, интересен, кој што не сум го нашол претходно, а е атентат врз Спиро Хаџиристич. Спиро Хаџиристич е еден од првите градоначалници на Скопје под српско, а најпознат е Јосиф Михајловиќ, битна работа и електрификацијата на градот. Таа почнала со парни машини уште во Турско. Меѓутоа, 38 година граѓаните на Скопје се организираат и ја прават хидроцентралата Матка, која го обезбедува, тоа што обезбедува многу повеќе струја од потребите на градот Скопје. Значи, баш е Скопје развиен град и индустријски град во тој период. И тоа е во времето на Михајловиќ, кој се смета како еден од А колку население имало од прилика во тој период? Па негде до 41-а сум нашол податок дека 90.000 се негде 41-а. Значи во тој период растело населението, дека и доаѓале тука, наоѓале екзистенција, работа, колонисти биле донесени од други краишта на Србија. И сега кога ги спомнав колонистите и Хаџиристич, е една случка од тој период, 38 година е убиството на Спиро Хаџиристич, кој спомнав, некојаш бил градоначалник и бизнисмен. И што се случува тогаш? Значи, заедно со Милан Маленица се е направен атентат врз нив. Значи, тогаш Спиро Хаџиристич бил председател на Тутунската задруга, значи као комора на тутунарите. Да. Значи, една од работите што спомнавме, се и тутунари имало. Тутун бил познат бизнис. И се наоѓа известен Младен Јоцич, кој е колонист, значи е донесен претходните години од Србија, тука да си најде екзистенција и произведувал тутун, меѓутоа бил преварен и оштетен од поголемите газди и врши убиство на Спиро Хаџиристич и тогаш е ранет и уште еден Милан Маленица, кој е инспектор на Сојузот за аграрна задруга и управник на Тутунската задруга во Скопје. Значи и тогаш имало такви манипулации, класни превирања и манипулации и изигрување
на работништвото, на производителите, како и што и денеска ние наоѓаме со откупување на тутун проблеми, нели, со откупување. Значи скоро истите работи се случувале од овие биле од ишта националност. Сега да, дека со од иста националност кај нас тоа не е забележено, веројатно дека нема да го стават во графата на борбата на македонецот против српската окупација, жандармерија или како ќе ја наречат, него е ова баш се може да се толкува и како пресметка од социјални причини, може и како од бизнис работи, како што имало пресметки. Така да се ја давав некоја широка, не знам дали све ова сликовито објаснено за Скопје, ќе ми кажете како го доживевте. Супер, сега јас Зоран би сакала малку поназад да го вратаме на 15 на години. Еве Александар зборуваше за буржуазијата и нивниот живот. Па да се вратиме малку на работништвото, како биле организирани преку Комунистичката партија на Југославија. Штом значи биле организирани, имало работништво, штом таа партија имало членови. Сега, кои биле најзначајните случувања со таа партија околу 20-тите години, да речеме, нели учествувале на избори, па можеш малку да не воведеш што се случувало после тие избори? Како, значи, од победници стигнале до позиција да бидат забранети? Јас лично со активноста на КПЈ меѓу двете светски војни првпат се сретнав вон формалното образование, значи ова би сакал и секој гледаш да си размисли дали воопшто во текот на основно и средно учел за црвените општини. Јас сум сигурен дека не. Сега ако за нас е тоа значајно за владеачка во сегашна класа идеологија, сигурно тоа не е значајно, затоа не се учи, но пошто го обработуваме тој период, мисламе дека многу битно да се каже дека уште во 1920 година на првите избори Комунистичката партија на Југославија, тогаш со свеже ново име, претходно се викала Социјалработничка партија комунисти на Југославија. Они не само во Скопје, туку и во повеќе градови во Македонија и во повеќе градови, меѓу кои и Загреб, нели, од поголемите, победуваат на тие избори. И сега интересно е на марксистичката интернет архива може тој текст да се најде, да живее црвено Скопје, колку е објаснето баш она што Александар сега го зборуваше за ентузијазмот и надежите што ги имале тогашните жители на Скопје. Верувам дека тоа што е напишано е верна реплика на она што се случувало. Значи, таму се зборува дека 3000 души вечерта кога се истиот ден или кога се кажале резултатите, дека по улица Караѓорџева тргнала поворката со црвено знаме, со пеење на Интернационалата, завршиле кај Работнички дом. Откако прославиле, има таму поздравни говори на црвениот се вели претседател Коста Новаковиќ, дека тој одржал говор на српски јазик, а другарот Ферит Бајрам одржал говор на турски јазик, што е огромната разлика помеѓу гласачкото тело на комунистите и гласачкото тело на, таму се вели, радикалско-беговската коалиција. Значи, ќе се види дека за разлика од комунистите што гласале сите националности во Скопје, за оваа друга коалиција веројатно била новата власт и богатото турско население. Така некако, ако може да го поедноставиме. И оно што ми остави особен впечаток за таа победа и за таа прослава е што поворката подоцна продолжила спрема Топана и Чаир и од тамошното население биле извикувани повици и пароли као да живее црвено Скопје, да живее слободата, да живее Интернационалата и така. И сега се гледа дека тогашната власт очигледно била многу изненадена од тие резултати. Пошто ако земеме предвид дека војната заврши крајот на 1918 и тогашната власт излезе како победничка, значи на крилата на победата на Антантата, нели? Интересно е како комунистите успеале за толку мал период да постигнат таков резултат и веројатно тоа се должи на нивната одлична организација и на огромни класни разлики што биле многу очигледно. Значи... сигурно и тоа што се случило Октомвриската револуција 1-2 години претходно имало голема улога. Најверојатно бидејќи ако еве стигали информациите на некој начин, народот се убедил можеби дека може, нели, преку изворен процес ти да се избориш против
И Да тоа го кажеме има. тогашната власт. И тоа го има во весникот Социјалистичка зора, кај што се гледа дека комунистите, особено тој позитивен пример, го користеле и велеле дека и ние тука ќе воведеме советска власт и слично, и очигледно дека тоа имало огромен одзив кај сите етнички заедници. Тоа е многу битно да се нагласи. И сега обзнаната очигледно е дека се случува за да се спречи растот на комунистичката партија. Сега она што за нас треба да служи како поука е дека тоа не ги обесхрабрило комунистите, туку им дало ветер во грб, што се вели, затоа што преку културно-уметничкото друштво Коста Абрашевиќ и преку урсовите синдикати, што биле нели револуционерни синдикати во споредба со државните, и со сета активност на младите особено, мислам дека и тука е бидена огромната разлика кај комунистичката партија што претежно младите ја поддржувале. Понатаму членови на ова забранета партија учествуваат во други форми на партиско здружување и учествуваат повторно на избори, но се гледа дека во тој меѓу период она што можеле да го прават, го правеле. Значи, работеле со работниците. Партијата, како што знаеме, и испраќала своји кадри со намера некаде да работат за да го организират работништвото, и се гледа дека тоа била навистина една силна мрежа развиена. Значи, ништо не било случајно што после првоборците се уствари синдикалните лидери што претходно ги организирале Не работниците. само тоа, туку и многу мина се. 130 има борци од Македонија што имат отидено во Шпанската граѓанска војна. Сигурно во тоа комунистичката партија на Југославија ги испраќала тие луѓе таму преку контактите на таа партија. Сигурно туку така не оделе. И исто така имаме луѓе што биле нели во Шпанската граѓанска војна, што учествувале, што преживеале и после се вратиле тука и ги воделе тука партизанските единици. Така што во цела една мрежа биле, мислам, работеле. Ја дури мислам и дека обзнаната и услуга завршила на револуционерните движења тука, затоа што ако нема забрана за такво дејствување, разликите помеѓу она што тие се залагаат и она што владеачката класа го нуди, можда ќе беа помали. Друга мотивација во тој период се разбира дека е и мотивацијата за ослободување на националните малцинства, а веќе во кралството Југославија има таа свест дека македонците се различни, потиснати. Да. И тоа постои. Тоа е дел од политиката на КПИ. Да, тоа е и во Грција и во Бугарија, и тука значи го има тоа движење дека ќе донесе слобода. Сега таа слобода би подразбирала и економска, ама и национално ослободување за тие. Иако тогаш се креира, според мене, македонското национално чувство се уште се крија, се уште не е стабилно, има доста кои се чувствуваат бугари, срби и така. Добро, различни влијанија имало, нели, поради зависи кои земји тука имале управување. Да, партија во илегала фактички тој идентитет го поддржувала. Така да имало сигурно на една улица различни луѓе различно се идентификувале себе си, ако денес сите се македонци. Така да имало и скопска интелигенција и професори одредени кои што биле со фактички може да кажеме сваќања. дека сегашнава диференцијација на општеството е имало и тогаш, значи. Да, многу наликува. Да, многу се може да се прават паралели. Наликува, да, многу мене ми наликува, само што веројатно да со различен пристап до ресурси за секојдневно живење, различна технологија што ја користиме. Иначе, отприлика, класата и размислувањето слично. Интересите. Дури имам, веројатно, тоа ќе поавангардни граѓани со поавангардни, понапредни погледи на уметноста и на политиката. Со колку било религиозно општеството, тога било многу пошокантно нешто ново на место сега, например. Да. Реално. И ако компарираме, тогаш може било и дружењето
нешто, значи се заедно нешто правеле, си припаѓале едни од други. Иако во Скопје сепак имало голема жандармерија, но било контролирано, многу завршувале и во затвор заради комунистички активности. Под превес на нешто друго. Кои биле тука силите што действувале во 41 година? Значи, освен првоборците и првиот скопски партизански одред, знаеме дека имало и соработници, па отприлика кои биле тие соработници на окупационите сили, од кој профил доаѓале, да кажам, од кој позадински струи, сили и така натаму, а кои биле првоборците? Па тоа, наједноставно, значи, главно првоборците биле претходно активни како синдикалци, тоа го знаеме. Сега, мене ми е интересно за Скопската организација, односно целиот покраински комитет на КПУ за Македонија и организацијата, дека му е доверена да ја прави Методија Шаторов Шарло и 40-та година, отприлика 8 септември е денот кога доаѓа на чело, кога е изгласана неговата програма. Он е по предлог на Тито, на Централниот комитет на КПЈ, и он бил и член на Централниот комитет на КПЈ, значи бил комунист со голема биографија и затоа му е доверена таа задача. Меѓутоа е интересно што се случува со него за време на окупацијата и зашто го менуваат. И се исто е интересно дека ние го нарекуваме, пак за термини малце историски, нарекуваме окупација, а тоа правно бугарите си го нарекле анексија, дека си ја припоиле и дел од Јужна Србија и дел од Македонија или цела Македонија, бидејќи сметале дека тие имаат историско право да биде Македонија дел. Аншлус. Да. Што направиле овие. Горе, да. Така што нели тоа и у Првата светска војна тука они се доаѓаат, мислат дека се ослободители, тие си ги влечат според нивите национални истории од претходно. Исто како и србите тука, ние не спомнуваме окупација, а кога дошле 1912 и они си припоиле, сметале дека тоа стара Србија. Интересно ми е дека 41-ва, значи кога пристапува, нели, регентот Павле Караѓорđević кон тројниот и владата на Цветковиќ кон тројниот пакт, интересно е дека, нели, во цела Југославија се организирани демонстрации, како слободарски антифашистички демонстрации. Не сакаме пакт, сакаме рат, односно војна и подобро гроб отколку роб. Интересно е тука наоѓам едно сведоштво дека, например, тогашниот раководител на организацијата тука, Шаторов Шарло, као не сакал да ја приклучи локалната тука скопска и македонската борба кон тие протести, дека сметал дека тие протести се националистички, дека биле организирани организациите Вардарски юнак, некои Душан Силни и така натаму, кои што биле пронационалистички, сметал дека тоа е битка на капиталистичките сили, као што Прва светска војна, нели, кога фати бранот на национализмот, заборавија комунистите да се поддржуваат меѓу себе, можеби бил на таа линија, меѓутоа поради тоа после ќе биде обвинуван. Тоа има врска и со пактот за ненапаѓање, нели? Да, пактот на ненапаѓање. После обвинуван Шарло за тоа за тоа дека сметал дека застанува против, да, дека е пасивен. Друга работа, исто така тој се залагал да се вратат колонистите кои што дошле во Македонија од различни краишта на кралството Југославија, дека сметал дека народот во Македонија ги чувствува како агенти на кралот, како на монарха фашисти, за да го сменат и етничкиот состав и за да прават влијание тука. Така тоа биле неговата аргументација зашто треба и тие да се вратат, кога и бугарската држава сака да ги врати колонистите. Значи, веројатно тука на некој начин е на линија на бугарската држава. Друго што ми е интересно за него во тој период е дека тогаш и почнуваат веќе одредени акции, одредени веќе во јуни почнуваат и сега треба да се потсетам.
Тоа исто сакав да те допрашам, нели како првата пушка се смета 11 октомври, која што пукнала нели во Куманово и Прилеп, но некои историски извори сметат дека претходно пукнала нели првата пушка, уште неколку месеци претходно, но под водство на токму на Шарло. Па дали мислиш дека тоа е намерно сокриено поради овие препукувања, да кажам, натре што се случиле, или ете како него го доживуваат, како некој можеби што избегал на страна од правиот пат? Па да, тоа ќе видиме кој бил правиот пат и дали избегал од страна од правиот пат. Меѓутоа, одговорот е како ќе речеме дека тоа е реторичко прашање, се разбира дека претходно имало активности и зашто избрале да биде 11 октомври е политичка одлука, тоа пост 45-та, тоа е јасно. Тука тоа е многу јасно. Сега, кои биле активностите од претходно? И сега, не знам ја дали он тие ги саботирал или не. Нема податоци, ама он бил исто као воен командант во тој период, мислам, имал по рангот и он и за воени работи одлучува и за диверзантски акции, така да не ги спречувал. А веќе има акции уште од 2 јуни 41 година, кога Скопската младина, организирана со кој неколку активисти тука се дадени, меѓу кои интересен е Роберт Гајдик од Чешка, направиле, например, на аеродромот, запалиле и дигнале во воздух авион. И тоа е исто голема диверзантска акција. Запалиле германски камион сред улица. Во периодот јули-август 41 диверзантски акции во Радуша, рудникот. Веќе почнува да се создава таа илегална работилница на бомби и пеколни машини и така некој што е наречено, што постои тој како музеј позади сегашниот археолошки музеј на Македонија, на мала работилница. Значи активности има, а понатаму него ќе го обвинуваат дека бил пасивен, дека не повикал на востание, а официјално почнува востанието од 22 јуни 41 кога веќе и Германија го напаѓа со СССР и кога веќе од таму директивата е дека треба да се излезе. Фашисти се непријатели. Дека ние постфестум кога обвинуваме некого, се на некој начин монархофашисти имало и во кралството Југославија. Која е разликата меѓу монархофашистите што ќе дојдат од Бугарија? Однапред они не знаеле дека ќе направат таков геноцид и кон роми, кон евреи, кон православно население, однапред не знаеле. Да. Сите биле они антифашисти, ама во битката помеѓу кралството Југославија и да кажем и фашистички Германија, зашто би се ставиле на страната на кралството Југославија? Они би требало да се стават на својата комунистичка позиција. Во тој аспект некој ми делува доследно неговата политика во тој период, меѓутоа понатаму е обвинат за некој тип на национализам, бидејќи ја приклучува, тој сака да ја приклучи македонската организација кон бугарската комунистичка партија, дека веќе се подизрежа и прекарот му е стариот бугарин, понатаму тој сакал веќе да се вклучи во скопскиот партизански одред, кога го смениле, ново раководство носат, се жалеле централниот капитет на КП се жалел во Москва и решиле сепак да го тргнат од Скопје и тој својата антифашистичка борба ја продолжува во партизански одреди во Бугарија и таму загинува. Значи он као една личност ми е интересен во тој период, после го наследуваат попознати како Лишевски и така натаму и други, кои што и понатаму ќе останат функционери до крајот до 90-та и веројатно ќе ја креираат политиката како што мислам и историографијата до негде наративот како што им одговара. Спомна кои биле соработници, се знае дека главно во кметови во Македонија стануваат некои деца на револуционери од Илинденскиот период и така натаму. Во Македонија тоаш кмет градоначелник е Спиро Китинчев. Татко му Ѓорги Китинчев бил кмет за време на првиот пат бугарите кога биле тука за време на Балканските војни, значи по традиција, а тие се родени од Скопје, и се чувствуваат бугари. Ко сега, ко ќе паднат од власти, после 20 години ќе се врати на власт. Да, исто тие во СССР, значи слични работи. И сега има некој сведоштво за него дека и не бил толку лош тој Спиро Китинчев. Века тој беше наш, има некој сведоштво сум гледал на документари. Тој беше наш, не беше лош, имаше систем со купони, не живеевме лошо.
И интересно е за него, има некоја епизода 43-та дека Киро Глигоров, кога е тука член на отпорот е притворен, дека е пуштен по негово барање, двајцата се штипјени по линија и така на по штипска линија. Односно, тој е скопјенец, на по штипската линија е линија која што е поврзана со да кажам, со Ванче Михайловски. Имале, значи, пак сакам да кажам дека роднинските односи функционирале сега и тогаш и секогаш па било околу. Ако си ти од семејство кое е по-добро стоече, би го рекол со српски, или ако има комуникации, подобро ќе помине. Сега, еден од агентите кој што е најозлогласен тој период е Мане Мачков, исто роден скопјанец, на шивачкиот синдикат, бил као облагајник и нешто го фатиле за проневера, амо таму, и излегол од синдикатот и после, за време на окупацијата, он е на страната на бугарите, веројатно бил и бугарофил, не е битно. Ама он фактички ги знаел комунистите. И ги знаел комунистите и он е специјален агент за разбивање на партизанското движење, односно на отпорот. И заради тоа што ги знаел, правил многу провали, а е имало исто така и многу обиди да биде ликвидиран. Првиот обид е негде околу 6 до 8 септември 1941, кога загинува и Благој Деспотовски Шовел при првиот обид за атентат на Мане Мачков. И тоа чисто има пак акција, има кај Богомилскиот тунел акција, значи има и 8 септември 1941. Исто пак тие дати ги споминјаме 8 септември, дека пак се и тие се пред 11 октомври, а се историографски забележени, не се избрани за почеток на востанието и понатаму. Сега, кога спомнав, значи, пак да се вратам доследно на Мане Мачков, во приказните исто ја као дете растено в Скопје, сум слушал од татко ми кој ја раскажува приказната како го биле Мане Мачков, дека жив сведок бил Кочо Битољану кој што живел долго време, а негов син е Вања Битољану кој понатаму ќе биде и еден од директорите на Палер Македонија, првите авиотранспортни компании, член на Демократска алтернатива на Тупурковски, значи исто политички активен, меѓутоа понатаму станува либерал, али неговиот татко Кочо Битољану извршител на убиството кога е успешен атентатот на Мане Мачков 1942 и се случува после мачењето на Цветан Димов и на некој начин убиството на Цветан Димов во затворот тука во Скопје, кај што бил измачуван и испрашуван од Мане Мачков. Значи, имале они меѓу себе и такви лични вендети, бидејќи се знаеле негде на страната на фашистите, други комунисти, и успешен атентатот од 1942 кај што организираат одредени младинци, меѓу нив има и евреин Бранко Фрицкант и така натаму, пак ја спомнувам мултиетичноста, Кочо Битољану е влав и така натаму. И тоаш е успешен атентатот, осудени се на доживотна робија, обесен е Перонаков како организатор на тој атентат, а овие младите се понатаму пуштени дека се како неполнолетни, ако гледам дека имаат 18 години, ама по некој закон се сметани како неполнолетни, понатаму се на некој начин амнестирани и ослободени, значи не се натучува. Колку све првоборци се инволвирани за убиството на Да, многу, значи бил он главен као агент, шпион агент кој што бил символ на петоколонаштвото. На некој начин, на петоколонаштвото. Дека бил од нивните редови, Точно најдобро можел тој да ги... И се преку опишавме некои работи кои што не се од тие, значи, поголеми партизански епопеи, или се случувале, кај што е реална битка, многу луѓе. Ако се спореди цела Македонија, испаѓа дека баш Скопје бил средиштето на почетокот на борбата. Па и природно дека тука... Така, тука била најака била партијата, да. Тоа е природно најорганизирано и после сега доаѓа и првиот скопски партизански одред, кој што е во тој период создан и понатаму прекинува да постои, дека е некоја провал е разбиен, па понатаму има други партизански одреди околу Скопје. Александар Урдаревски, например, од Сандево, по него се нарекува денешното село Сандево, Чуче Сандево, значи главно по планините организацијата последност на партизанските одреди тука околу Скопје, од тие села се главно партизаните од тој период и за мене зашто ми е тоа интересно? Интересно ми е дека понатаму и денеска кога некој пак од градската историја на Скопје кога кажат кои се стари скопјани и така натаму, значи главно по тие села
било населението православно македонско кое што живее, понатаму ќе се симне у градовите и од таму е некој скопски диалект, а скопскиот диалект кој што ние понатаму го зборевме е главно со србизми и тоа ние го нарекуваме скопски диалект кој што е различен и така натаму. Као куриозитет да го спомнам, ама пак го поврзувам со тоа дека главно населението на Скопје е од селата од Скопска Црна Гора, кај што се мешани, кај што има исто црногорци, срби, македонци и така натаму. Пак 41-а, кога доаѓа бугарската фашистичка војска, да кажем, тука народот првично ги пречекува со цвеќиња. На што се должи тоа? И малку е некоја ситуација како сега ги пречекуваат со цвеќиња, а после неколку месеци почнуваат да се борат против нив. Дали станувало збор за некоја заблуда или за промена на свеста на луѓето? Тоа е интересно прашање затоа што ако не се читаат историски извори, впечатокот кој се добива е тој, као се случило некаква си масовна промена на расположение. Но јас, ако да речеме, че 33-та година и капитулацијата на Италија вистина била причина за таква промена во општото расположение, сепак 41-та тоа не било случај. И зошто биле пречекани како ослободители е нешто што го начнавме предходно. Значи, факт е дека предходно членови на одредени фамилии пред 20 години биле на власт, па ја изгубиле власта со српската окупација, па сега за нив е српската окупација, бугарското е ослободување. И, например, мене интересен ми беше податокот, например, дека прв председател на бугарската гимназија, тоа било трокласно училиште, нормално преку бугарската екзархија, е Христо Матов, мојот сограѓанин, например. Тоа училиште 1886 година е отворено во Скопје. Сега, ако видиме дека во тоа училиште излегле многу револуционери што ден денес ги славиме, меѓу кои многу Штипјани има. Значи, пак е таа релација Скопје-Штип многу цврста, значи Тодор Александров, па после тој генералот Дрангов, значи многу личности Скопје, сами скопјани фактички имаат поминато низ тие училишта. Например, други скопјани поминале низ српски училишта. Веројатно имало многу предходно и грчко училиште и сега испаѓа дека ако земеме, например, некој човек што учел во тоа бугарско училиште, да речеме во периодот меѓу 1900 и 1910, тој таква свест има. Мислам дека се вршило влијание апсолутно преку образованието. Значи влијание на ниво на изградба, вторување дури на национална свест за после веќе 3 децении и 41 испаѓа дека доаѓаат нашите. Така да јас верувам дека и ден денес да има таква поделба во општеството, буквално на една иста улица че имаш едни што се за новата власт, други што се за старата власт и трети што се за сосема трета нова власт што дотогаш не е воспоставена. И мислам дека тие снимки дури добро и што постојат, затоа што македонскиот национален мит мислам дека малце претерува со тоа дека секој поединец дел од македонскиот народ застанал на правата историја и дека ние како Господ да не благословил со антифашизам, значи врска нема тоа, не е така. Дури мислам дека 41 ако се види например со односот на силите, многу малку биле младинците во рамките на КПА споредено со целово население. Така да мислам дека процесите секогаш нанапред ги движи едно прогресивно малцинство, а мнозинството тогаш веројатно гледало само да преживее, да се прехрани семејството и ако имал врски со претходната српска власт, сега треба да фаќа врски за со другата власт. Така да Сакаш да кажеш дека населението целосно не било свесно за процесите што се случувале, освен некое малцинство што било свесно уствари. Точно. Или да било свесно, било клиентелистички расположено како денес. Као денес. И денес гласаме за политичари кои што знаеме дека се корумпирани или не му мислат добро на народот. Сигурно она чувство денес што ги имат многу луѓе, сите се исти, го имало и тогаш, затоа што и тогаш се менувале
цели режими, да речеме. Сега е нешто како прикриено под некоја завеса, а тогаш многу појасни биле некои работи, во смисла новата власт била брутална, не знам колку имало простор за мека сила. И тоа е, мислам, клучно мислам дека и тој дел, пошто не ни е сега тема на дискусија Скопје 19 век, ама мислам дека она што се случувало во 19 век многу влијае во 20, особено овие школите. Друга работа е исто на сите што имале фабрики, фирми ваму таму е понудена соработка. И главно си соработувале луѓето, се го задржат бизнисот и екзистенцијата, мислам. И тоаш бил свесен бизнисот. Најдобра понуда имат во тендер во папката. Ми текнува дека и на Методи Андонов Чентов, тој период бил некој бакал си имал успешно мало бизнисче во Прилеп и него му е понудена соработка, ама он ја одбил и се смета дека кај него он ги поддржувал партизаните и така натаму и понатаму, нели прв претседател на президиумот насно, значи имало понуди се. Да, секако нормално. Кој би сакал да ја стаи главата у торба и да иде? Ретко и главно ние што знаеме се главно младинци се од тој период што страдаат. Па сега малку еве за изградбата, значи на Скопје, за изградбата на нацијата, на државата, на кодифицираниот јазик, како тоа се случувало? Пример, првиот универзитет, првиот филм кога е снимен, првиот роман на македонски јазик и во таа насока. Па, не знам, според ова што го зборевме, мојот поглед на овој дел од историјата дека си македонската нација е во изградба и за време на од 41 до 44 и претходно. И тука територии, да. Да, и тука тоа да кажем некое просрпско влијание и пробугарско влијание како традиција и во науката е присутно. Мислам во науката, во луѓето кои што се образуваат е присутно и зависи кој кај се образуваат и какво влијание. Така што еве за нас е за тоа е толку битна таа епопеја на НОП, дека преку тоа ние докажуваме дека сами сме се избориле слободата. Иако ако гледаме историски, значи не сами, него е заедно со цел регион на антифашистичко движење фронтови, помагани за време на војната и финансиски од Велика Британија, со технологија од СССР и така натаму. Тоа во претходната емисија мислам дека го спомнате и со влијанието ПС отприлика за овој период од текот на војната, значи се знаело дека е помогнато тоа движење и решено. Завршните операции не ги изведувале само македонските партизани, и тоа треба да се спомне. Дека учествуваат и бугарската армија која преоѓа на другата страна од која Црвената армија стигнува тука, така да многу работи се кај нас малце национал-романтички прикажани, иако се однесуваат на комунистичко движење. Значи, интересно е дека кога се воспоставуваат првите институции на народна власт, значи имињата на институциите, после президиумот и така натаму, тие работи историографски ни се попознати политички. Меѓутоа, многу е битно за нацијата дека тоа за прв пат веќе се стандардизира после 45-та се стандардизира прв македонски јазик, граматика и тоа го прават учени, да кажем, луѓе кои што биле едно време на Белградски универзитет, па за време на војната, например, Блаже Коневски, кога е окупирана Југославија, дека дел од Југославија е окупирана, некои се анектирани, како Далмација, Македонија, спомнавме, некои италијанците ги сметале свој историски. Сега тој продолжува во Софија, се дошколува и така натаму. И тој креатор на со Круме Кепевски се дел од лингвистите кои ја создаваат првата македонска азбука и граматика понатаму. И сега за мене е интересно дека првата македонска азбука е многу современа азбука, крик на филологијата, значи е фонетска азбука, нели секој глас има свој знак. И тоа доаѓа исто од една претходна српска традиција, Вук Караџич, кој што имал и негов претходник српски, кој не е толку познат,
мислам се викаше Меркел, презиме Сава Меркел, кој што следел па германска традиција, имало, значи, во германската филологија сакале да направат принцип на секоја буква да биде глас. Тоа е постигнато во овие посовремени јазици што се 45-та, као македонскиот јазик, и тоа се, например, Вук Караџич земал, значи, букви од словенски букви и грчки букви и едно латинска буква, тоа е буквата Ј за гласот Ј, и ние ја користиме таа Ј, иако знаете русите, нели, и бугарите имаат такво И со нешто, ние баш имаме Ј и баш ние имаме едноставни знаци за секој глас. Е така, значи тоа е еден од белезите на современа нација, битен е јазикот со сопствена азбука. И многу интересно дека исто претходните јазици, за да се устоличат као јазици со традиција, правеле превод на Библијата од старогрчки или од германски, па така и Вук Караџич направил превод на Библијата на современ српски јазик со таа азбука. А ние таква работа немаме направено, дури 80-та година или 90-та е направен превод на Библијата. Ова изгледа на манифестот прв превод. И тоа не е ни целосен. Со тоа сакам да кажам дека стварно оваа современата македонска нација е нација на современи текови. Тогаш се создава и нема зашто да се срамиме од тоа што е по-нова од соседните нации. И други работи што се создаваат, значи во тој период треба да се пишува и се преведуваат на делата на Кочораци на современ литературен македонски јазик, или дека тие се пишување на народен или некои се на бугарски, на Јонков Апцаров, не тие што се од тој период, па Ацо Караманов е познат поет од тој период, млад многу поет кој што пишувал на српски и на бугарски, поет Динамит пишува. Значи сите работи треба да се преведат на современ македонски јазик, кој што е во креација во тој период. За да се креира, треба да се пишува и литература. Почнуваат романи, да се пишуваат. Првиот роман е Село за целумте јасени и прв пат на некој скопски автор, дека главно сите претходно се и првоборци доста се од Прилеп, од Прилепско многу од тој период. Славко Јаневски е роден во Скопје и он го пишува првиот роман, кој што мислам дека 47 година треба да проверам, односно 52 година е. 52 година е издаден. И исто и тој го пишува процесот на национализација, на колективизација, значи е некој современ роман пишува и за меѓу селото и градот, ама општествено ангажиран, што е интересно, не е некој националистички и така натаму. Тоа е интересно. 47 година се формира предпријатие кое што 51 и 52 ќе го сними првиот филм на македонски јазик, Фросина, според сценарио на Владо Малевски, кој што нели е автор на текстот на химната. И понатаму ќе има култен роман Разбој, кој што е на слична тематика како на филмот Фросина. Значи такви работи многу се случуваат. Тогаш е првиот универзитет, први различни школи се создаваат. Многу работи се создадени под покровителство на комунистичката партија. Е многу интересно. Така да македонската нација, тоа го знаеме и претходно, треба да биде благодарна и на Коминтерната и на комунистичката партија што е создадена и устеличена и се дадени можности да се развива и јазик и поширока култура на современ литературен македонски јазик. Ама за жал е повеќе благодарна на Александар Македонска отколку на комунистичката партија на Југославија. Зоран, сега малку ти да не кажеш кој е тојот впечаток, сето ова што го зборуваше Александар, како денес се чува? Дали воопшто се чува меморијата за Скопје од 20-тиот век? Па мислам дека ова прашање се надоврзува на ова Александар што го кажа на крајов, значи како
после 91 како да кажам, како некаков општествен срам од претходниот општествен систем, како да се префарли во транзицијата и како некако ми се чини дека балканскиве десничарски конзервативни пропаганди како буквално да најдоа тука бришен простор, како да немаше политичка сила што ќе го негува ова наследство од НОБ одасном натака. И тоа го гледаме во многу аспекти. Мислам дека и мотивацијата зашто ги снимаме овие емисии една е таа, дека од една страна се оди кон заборав, значи на сите тие големи исчекори што се направени тогаш, дали на културен план, дали на економски, дали на социјален, дали на национален. А од друга страна гледаме дека ревизионизмот игра улога и во архитектурата, значи преку Скопје 2014, преку овие неокласицизми и бароци некако се поддржа она пропаганда дека тоа од Југославија е сиво, бетон. Ова во поново време, да, во поново време има како реоткривање на брутализмот и како тоа било едно модернистичко движење и слично, ама јас зборувам за моето искуство што ги имам кога дојдов, да речеме, во Скопје, бруцош, прв пат на студии 2005 година и како сега гледам на нештото, значи јас лично го знам поинакво Скопје, што не сум скопјанец и што дојдов тука пред 20 години. А можам да претпоставам како во Скопје ти го знаеш од 90-тите, а уште повеќе родителите на скопјаните. Така да ми се чини дека не е наивно ова што е случено, што Скопје го има изгубено буквално изгледот што се градел. Својата суштина би можеле да речеме, ако све е нели сокриено што се случувало на некој начин, суштината веќе точно, значи овој период за кој што збориме, колку што со потешкоти можеме да најдеме некои објекти што ги спомнавме од доцен 19 век или од ран 20 век, со иста потешкотија би нашли и нешто од овие први години. Затоа што комплетно е сменет изгледот, дури има некои работи, како да кажам, значи имаш огромен споменик нов на некој лик што е малце испорен, гледаме дека со определбите билечел на една или на друга страна, и до него ќе видиш некој спомениче биста од НОБ, буквално како загреота. Мислам, тоа е случајот со споменикот на Невена Георгиева Дуња во Жена парк и околните споменици кои што се не знам три пати повисоки од самиот тој споменик. Точно, тоа се гледа, мислам, кој е не само на државата ставот, туку и на мнозинството. Значи ревизионизмот си го направи своето, на луѓето баш да им одговара тие работи што не се изворно тукашни, како неокласицизам или слично. Мислам, ние немаме со таа традиција ништо со Австро-Унгарија, мислам. И ако се вратиме на почетното прашање за туристите, исто туристите прашуваат дали се овие споменици од време на Советскиот сојуз, така им делуваат тие грандиозни големи споменици. Не, ама исто тоа име не ми се случи со еден колега од Австрија, поменувавме баш кај Жена парк и вика, ова ви од комунизмот оставштина, не викам, ова од демократијата, од комунизмот се малечки спомениците. А Карши Жена парк е уште еден споменик на воено Скопје од 1930 е палатата на собранието на Македонија. Да, и тоа е од тогаш. Па другари, ви благодарам за интересната и обсежна дискусија околу Скопје. Ако немате што да додадете, тука би завршила. Немаме што да додадеме во наредна прилика. Јас само сакам да додам како се градев како историчар. 1990, така се 1990 година, се сеќавам кога со знамето на Југославија трчав по малото, кога Југославија победи Шпанија 2-1 на светското првенство во фудбал, а понатаму влегов во процесот на образованието и кога излегов после 8 одделение бев така убеден патриот и мрзев све што е српско, грчко, бугарско и сметав, размислував дека Југославија го поробила македонскиот народ, а после 90-та дошла слободата. И после тоа пак се промени кога стигна до друга литература, ама
еден од ефектите на историјата е и тоа. Значи можеме да речеме се веел југословен спознаме, после Вергина, па после црвено. Па после така, Без амблеми. може да се каже, да. Другари, ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Останете на нашиот YouTube канал Гласни идеи.